Добар ден, почитувани! Ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Имињата на ретките болести се тешки за изговарање, но уште е потешко да се живее со нив. Некогаш од ретка болест ќе заболи едно лице во светот, понекогаш повеќе, а одредени ретки болести и не се толку ретки. За мал дел од нив постојат иновативни лекови, обично многу скапи, за некои нема. Ретките болести обично се генетски, но за останатите се познати само причинителите. За ретките болести денеска во Телма амбуланта зборуваме со професор доктор Тодор Арсов, генетичар и генетски советник. Весна Алексовса, председателка на Сдруженијето за ретки болести, живот со предизвици и пациентка со ретката болест Гоше, и физиотерапевтот Блаже Арсов, татко на дете со Алажиров синдром. Започуваме веднаш по рекламите. За ретките болести во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Тодор Арсов, генетичар и генетски советник, со Весна Алексовска, председателка на Сдруженијето Живот со предизвици, воедно пациентка со ретката болест Гоше, и физиотерапевтот Блаже Арсов, кој што е татко на дете со ретка болест. Добар ден и добре дојдовте во студијата на Телма. Добар ден, благодарам на поканата. Денешното издание ќе го започнеме со една ретка приказна. Блаже, ќе започнам со вас. Вие сте татко на дете со ретка болест, чија што диагноза беше поставена непосредно после раѓањето. За каква точно болест станува збор? Горд татко. Секако. Стана збор за Алажиров синдром. Имавме ние среќа што диагнозата беше диагностицирана можеби на почетокот, некаде на 3 или 4 месечна возраст на детето. Веднаш ги добивме првите инструкции, направивме повеќе анализи, да кажеме, кои што беа потребни, кои што беа побарани од страна на лекарите, и веднаш и почнавме со третманот. Знаете, ние како млади родители пред 16 години, нормално дека сето тоа причини еден дополнителен шок како за млади луѓе, нели, нормално кои што формираат семејство во тој период. Поготово стана збор за близначка бременост, така да си ги распоредивме задачите. Еден престојуваше во болница со месеци, другиот престојуваше дома со другиот близнак. И болеста не е присутна кај двете деца, само кај вашиот син? Да, само кај еден од близнаците, Андреј има и сестра. Какви симптоми забележавте? Предпоставувам дека тоа е така некоја генетска состојба, не знам. Мутација на гените, предпоставувам, за време на бременоста. Кои беа симптомите? Уште во периодот после пораѓањето имаше на жолтица, која што веќе имаше некои знаци специфични. Ние всушност не ја напуштивме болницата после пораѓањето на сопругата. Веднаш почна со сите испитувања докторите и добивме некои си резултати на почеток. Се префрливме од една клиника од гинекологија на неонатологија, на детска клиника, и започна процесот со дополнителни испитувања до дефинирање на терапијата, која што и до ден денеска се уште се пие и се конзумира. Како изгледаше детството, а и сега тинеџерските години на Андреј? Видете, Андреј во периодот, уште додека беше многу мал, многу често престојувавме во болница. Многу чести уринарни инфекции, заради тоа што заболувањето е мултиорганско, зафаќа повеќе органи. Имавме први симптоми со функцијата на срцето, не подоцна, веднаш во истиот момент откривме дека има нарушена функција на црниот дроб, нарушена функција и на бубрезите. Така да ние константно, да кажем, во раното детство бевме постојано по болници, по клиники, се правеа доста испитувања, се прави анализи, терапија која што применуваше, па некојаш кога ќе се појавеше некоја си уринарна инфекција, престојувавме по неколку дена на клиника, по 10 дена, например, на нефрологија, на детска нефрологија. Така да бевме, можеби, едни од најчестите гости таму на овие оддели. Сето тоа допринесе, да кажеме, да Андреј не може редовно да посветува образование. Сето тоа нормално понатака се пролонгира и во неговото денешно, да кажеме, презентирање. Тој сега е во средно училиште и нормално дека кога некој не престојувал редовно да ги следи од наставните програми, ќе има проблем сега, например, со совладувањето на материјалите, но не се предаваме
го следиме тоа што е потребно и Андрес си го следи тоа што е негово задолжение. Може да не запознаете со него, има интереси како секој тинејџер? Апсолутно. Како и сите други го интересира фудбал, трениравме дури и фудбал во период кога, например, беше, да кажеме, лудо да се спомне, например, после нефректомија, пред неколку години се вративме повторно. Што е нефректомија? Отстранет му еден од бубрезите? На бубрегот, на еден од бубрезите, се вративме заради тоа што тоа беше нешто што му ги полнеше батериите. Се вративме, нормално тренираше во рамките на неговите можности во соработка со тренерите кои што беа таму, за тоа да просто ги пробуваше сите работи кои што може да ги проба и да провери дали се уште е физички способен. Се качи на велосипед, можеби 10 дена после операцијата. Земавме топка на еден ден после операцијата во самата болничка соба во Белград, во Србија, кај што се спроведе тоа, таму проба да види дали може да шутира. Можеше? Така, апсолутно. Така да борец е тој, така да ние добиваме сила од неговото однесување за ние да бидеме уште повеќе, да го направиме сето тоа што ќе ни го предложат докторите да го направиме. Така да ние не престанавме и не планираме да престанеме да бараме се што е потребно за да има подобар и квалитетен живот. Така, во текот на емисијата ќе проговориме детално и за терапиите. Весна, во вашиот случај диагнозата не дојде веднаш. Не дојде. Вие почекавте, лутавте низ болничките ходници. Да, бев околу 7 години имав кога ја добив диагнозата, бев прво оделение 91 година. И се сеќавам дека докторот буквално најде една реченица во некоја руска книга каде што пишуваше дека болеста на Гоше најчесто има кај ашкенази евреите и дека за тоа нема терапија и веројатноста исходот е смрт. Буквално тоа им беше кажано на моите родители, што беше погрешно, затоа што болеста на Гоше има повеќе типови, има тип 1, тип 2 и тип 3. Тип 2 не доживуваат повеќе од 6 месеци до 2 години, затоа што и невролошки и физички е многу прогресивна болеста. Кај тип 3, освен физичките симптоми, има и невролошки симптоми, што доведува до други компликации. И тие до ден денес со терапија се уште не се покриени невролошките симптоми, но се подобрени физичките, додека тип 1, како што ја имам јас, Гоше болеста, доаѓа со симптоми како што се намален хемоглобин, намалени тромбоцити се гледаат на крвната слика, затоа се појавуваат модрици по цело тело без да се чукниш или ако се малце некој те допре посилно, и понатамошно веќе и коските беа ослабени и лесно кршливи, пука од гушкања. Со тоа што се гледаше исто и слезината и црниот дроб беа многу видно зголемени, се гледаше малечко меша, слабичко детенце со големо меша. И прво докторите мислеа дека е некоја анемија, па кога видоа дека не се лекува со витамини и со исхрана, докторката предложи да одиме на хематологија, детска клиника, и таму отидовме кај доктор Зисовски и направија биопсија. Се сеќавам дека недела дена ме држеа на болница, уште тоа не можам да го преживеам. Тоаш немаше ни посети, преку прозор не гледа родителите и само банани ни даваа, така да денес не јадам банани. И биопсијата беше ужасно болна, пошто и анестезија не ставаа тогаш, буквално земаа со една огромна игла коскена срцевина и внатре видоа дека има Гоше клетки, дека не е некој вид на рак, туку дека се работи за болест на Гоше. Моите родители беа принудени да бараат информации во странство, да бараат контакти од луѓе што ги знаат, што живеат во различни земји, за да добијат по пошта некаков си материјал, пошто тогаш немаше ни интернет, не е толку лесно како сега. Па ни стигна по пошта брошурки каде што пишуваше дека со тип 1 се живее, дека симптомите можат да се контролираат и дека е излезена терапија баш таа година. Но таа терапија беше $500,000 и нормално не беше достапна во нашата земја и никој не се бореше ни да ја добие истата. Терапијата ја добив откако почнав јас да се борам, имав околу 20 години и решив дека не сакам да ми заврши животот, туку напротив сакам да го живеам, пошто имам 20 години и пошто сакам да имам семејство, сакам да имам работа, сакам да завршам факултет, да магистрирам, да работам, да едноставно да бидам човек како што се и другите во другите земји. И ми дадоа донација, 5 години примав донација заедно со уште 3 други пациенти од Македонија со болест на Гоше.
И во тоа време додека примавме терапија од донација, ние основавме здружение и почнавме да се бориме таа терапија да биде обезбедена од државата, не само за нас, туку за буквално за сите други пациенти со ретки болести, затоа што свативме дека како што ние сме се чувствувале сами, исто се чувствувале сами и многу други, како Бажа, кој го запознав одма по првите појавувања на телевизија кога кажав дека имам ретка болест, одма и Бажа се појави и Драган кој имаше дете со фенилкетонурија, па Наташа кој имаше дете со ХАЕ, па Ѓургица кој имаше пулмонална хипертензија и наеднаш бевме многу луѓе и многу болести. Така, личната борба всушност премина во борба за сите пациенти со ретки болести. Така некако испадна, да. Професоре, голем дел од ретките болести се генетски. Дали сите пациенти кои што се соочуваат со некаков здравствен проблем за кој што не постои диагноза се упатуваат кон генетичарите денеска за да побараат одговор за што станува збор? И дали се може да се детектира? Дали е се моќна генетиката? Да. Значи, видете, несомнено е дека ние сме денес многу подобри во поставувањето на диагнозите на ретките болести, бидејќи живееме низ овој процес на технолошка револуција во молекуларната биологија, кој што овозможи секвенционирање на целиот екзом или на целиот геном, на сите букви 6 милиарди во нашите гени. И се разбира дека тоа ја скрати така наречената диагностичка одисеја за голем дел од пациентите. Знаете, проблемот е како да се разграничи нешто помеѓу симптом на почеста болест, кога тие симптоми во известна смисла се препокриваат и со некои од симптомите кај ретката болест. Ние имаме определени насоки, да кажеме, нештото што ни укажува дека можеби се работи за генетска болест, ако е таа манифестирана релативно рано, иако што тоа не е секој пат така, имаме и генетски болести со доцен почеток, но ако е рано, ако, да речеме, има нешто во семејството, често нема, ако има невообичаени некакви дополнителни симптоми, значи нешто доминантно во сликата што личи, меѓутоа и други работи кои што не личат, и, например, кога има невообичаен одговор на терапија, например, ако сме пробале со вообичаените терапии, како би лекувале нешто на што се сомневаме, можеби како почеста болест, и имаме невообичаен одговор, мислиме да речеме на ретка болест. Можности во нашата земја за тестирање има во неколку институции. Државни се разбира водечка лабораторијата за молекуларна диагностика во Македонската академија за науки и уметности, на Институтот за имунологија и генетика, клиниката за детски болести, гинекологија, така има определени можности за тестирање и тие се веќе, да речем, во чекор со тоа што е можно во светот, и како широчина на тестирањето и како брзина со која што се добиваат резултатите. Така да не за брзината. Да. А за достапноста од 2019 дури почна да ги стави ретките болести во болести кои ќе се натовар на фондот, пошто претходно моравме сами да плаќаме генетика. Така. Еве, тоа е околу ова сами да плаќаме, дури ако се вратиме еден чекор назад, да кажеме кога еден човек се сомнева на некоја ретка болест, еве например и болеста на Весна, не е веднаш генетскиот тест нешто на што помислуваме, туку би направиле нешто кое што ќе ни укаже и во добра мерка ќе ни ја потврди диагнозата, дури и без генетика, да кажам. Меѓутоа, еве, тие некои работи во нашата земја, во нашиот здравствен систем, за жал, не се достапни. И сега, да кажеме, ако треба да се измери ниво на нешто што е малку поспецифично, поретко, лабораториите не го нудат. Знаете, пациентите сега се праќаат во некоја приватна лабораторија, па што разбрал пациентот дека треба да се тестира, што е тестирано, дури и да се тестира точното, ако воопшто отиде пациентот, да кажем, да се тестира, еве, за некоја ензимска анализа, например, и така што мислам дека се разбира, дека прифаќам дека има многу во нашиот здравствен систем проблеми, има многу простор за подобрување на диагностиката, но исто така сакам да кажам дека треба да сме свесни дека тоа во известна смисла е проблем и насекаде, во нашиве околности особено, но... Колку време обично се чека за диагноза ви во светот? Да. Кој е просечното време за кое што пациентите со ретка болест добиваат диагноза? Па видите, ние, например, сме кажувале и до 20 години до пред известно време. Во последниве години новиве статистики кажуваат можеби 4 до 8 години
во тој период на таа така наречена диагностичка одисеја, често пати се гледаат и десетина различни специјалисти, често пати се добиваат 2, 3, 4 погрешни диагнози, често пати се обидуваме со неколку различни лекови, да кажеме, по патот, додека да се допатува до диагнозата. Но дури и со сите овие технолошки можности на генетските тестови денес, значителен процент од болестите остануваат недиагностицирани. Зошто? Затоа што ние не знаеме што прават сите гени во нашето тело, така што има болести за кои што се уште не сме го откриле генот. Понатаму технологијата е добра, меѓутоа не е совршена и некои работи не знае да ги препознае, да ги прочита, да кажеме, така што имаме уште, да кажам, во науката да работиме за да можеме малце подобро да диагностицираме. А колкав дел од овие болести се генетски? Бидејќи има нели метаболни, потоа има автоимуни, имунолошки. Видете, околу 80 на 75-80% од ретките болести се со генетска етиологија, моногенски, значи причината е промена во еден ген и тие се наследуваат на предвидлив начин. Во оваа група би спаднале и метаболни и имунолошки посредувани болести, каде што основниот проблем е во некои од имунолошките или метаболните гени. Останатите 20% се нешто каде што етиологијата не ја разбираме баш многу добро. Кога ја добивте диагнозата, почнавте ли да размислувате, да истражувате во семејното стебло дали некој ја имал оваа болест? Дали некој се соочил со вакви симптоми, со некаква ретка болест? Апсолутно мислам дека може и првото што го правиме во тој период е да се Да, провериме дефинитивно. помеѓу, нели да се провериме помеѓу нас, ако да бидам искрен. Но ние во нашиот случај беше всушност мутација за време на бременоста. Направивме дополнителни испитувања генетски, тогаш се уште не постоеше можност во Македонија пред 16 години. Тоа го направивме со испраќање материјал во Америка, добивме само потврда за диагнозата која што има нели Андреј, но за сите други кои што бевме немаше диагноза, што немаше мутација. Да, не можевме да направиме генетски тестови, ама да, буквално знам дека мајка ми и татко ми седе и размислува во семејството кој имал поголемо меша, дали имал некои кршливи коски, анемичност, буквално ги разгледува во семејното стебло, а работата е што кај болеста на Гошев фенотипите можат да бидат многу различни. Значи може да биде и истата генетика, да ја има некој, но да се разликува дали болеста е подобра или полоша, да не речем наедноставно, тоа би било во однос на симптомите. И веројатноста е дека некој ја имал, но во поблага состојба. Не биле толку изразени симптомите, а и друг бил начинот на живот, нели по-селски живот, каде што не се забележувале тие работи, а и нели и здравата исхрана си носи убави работи за квалитетот на живот, нели и за тоа како ќе се одрази болеста. А дополнително е тоа што болеста на Гоше во семејството може само да се пренесува, а никој да не ја има, тоест да бидат многу носители на болеста, но да не се појави истата кај некој, односно секој да има само една половинка, нели, сгрешена и една точна. И ете баш кај мене се поголиле двете сгрешени. Јас имам и брат и сестра кои се здрави, така да буквално сум била среќната коцка. Јас викам дека е среќа затоа што болеста може би донесе лоши работи, ама донесе и многу убави работи, затоа што мислам дека немаше да ги запознам луѓето што ги запознав во оваа борба и патештествие кое го имав и немаше да станам човекот кој што сум денес. Пред да преминеме кон борбата, да го прашам само професорот, тоа значи дека не секогаш се наследуваат ретките болести. Може да се случи некаква мутација за време на бременоста. Така, значи ние кога зборуваме за наследни и генетски болести, обично ставаме знак еднакво помеѓу наследно и генетски. Тоа не е секој пат така, по некој пат механизмот на настанување на ретките болести особено е така наречен де ново механизам. Значи нешто се случува, дали во текот на создавањето на гаметите на половите клетки кај родителите или можеби во раниот развој на ембрионот,
заради што ембрионот ја има генетската промена која што ја нема ниту кај едниот од двајцата родители во телото. Така да може да се случи како нова промена, но од овој човек надолу во неговото семејство, во неговото потомство, тогаш болеста ќе се наследува понатаму на определен начин во зависност од тоа за која болест зборуваме. Во поголем процент мислам дека имаме некакви предвидливи начини на наследување на овие болести и ова што го кажуваат и двајцата е точно дека кај определени начини на наследување не забележуваме други членови на семејството. Например, кај рецесивна, автозомно рецесивна болест, како болеста на Гоше, би било невообичаено да има уште некој во семејството, освен браќата и сестрите на самиот пациент. А кога се работи за потомство, за понатаму? Да, видете, кај рецесивните болести исто така е невообичаено да кажам, освен ако не се погоди и партнерот да е носител случајно, па да има зголемена честота, да кажам, значително за децата да ја имаат таа болест. Така што тоа кај рецесивните болести, типично велиме педигрето, семејното стебло изгледа хоризонтално и болеста ја гледаме само во една генерација. Кај доминантните болести, каде што доволно е само едниот од двата гена да не работи, вообичаено велиме педигрето е вертикално, односно ја гледаме болеста во повеќе генерации, не мора во секоја. По некој пат може некој да кај некои болести да е носител за доминантна болест, а да не манифестира. И еве нашето знаење, она што ме прашувавте и на почетокот, не е совршено, не е целосно. Проблемот со генетиката е што таа се уште во развој, да кажеме, и се уште учиме. За мал дел, за навистина мал дел од ретките болести има иновативна терапија која што е исклучително скапа. За голем дел, за жал, нема. Како е случајот со Алагиловиот, се нарекуваше синдром? Што е третманот во случајот кај оваа ретка болест? Во моментов ги третираме само функцијата на црниот дроб, ако може да се каже, и добива превентивна антибиотска терапија за уринарниот тракт, за да се избегнат уринарните инфекции. Правите модификација во исхраната? Модификација во исхраната добиваме препорака што би требало да се храни, нели, Андреј, и кој начин, нели, на сега тоа не е нешто специфично ако збориме од аспект на посебна храна во моментов кој што ние треба да ја набувуваме. Тоа беше специфично во периодот кога детето беше уште бебе и кога требаше да цица, нели, да прима млеко, тогаш ние всушност шверцувавме конзерви млеко во прав уште од Франција, не знам, од Германија, од Холандија, бидејќи не беа достапни ниту во Македонија, ниту во околината со средноланчени триглицериди, сега веќе ги заборив и линијата на брендот веќе поминаа 16 години, но беше една борба, па тогаш имаше и дополнително кои што до ден денеска ги примаме едни липосолубилни витамини Адекс или Декас, зависно тоа се А, Д, и К витамините кои што треба да ги прими Андри. Тоа е специфична формула која што не е со стандардните. Например, и Фонд за здравство не ја признава, да речеме, како медикамент или граничен производ кој што би требало да ги покрива трошоците, а имате пред дека некаде околу 4000 денари е, да пример, една кутија од 30. Колку кутии месечно ви требаат? Па прима по една таблета дневно, така да тоа е 30 таблети се во едно пакување. Ние во моментов ги купуваме од Холандија. Се шверцуваме. Тоа е начинот на кој што се научивме. Во моментов, од пред неколку месеци, почнавме да ја примаме новата терапија Мараликсибат или Ливмарли за функцијата на црниот дроб, кој што е наменета за намалување на жолчните соли. Не ме фаќате точно до збор, бидејќи сепак тоа е специфична терапија, која што е прва во Македонија. Некои на почетокот сме некаде може 5 до 6 месеци, се уште се прават редовни анализи на неколку месеци, на 2 месеци се проверува нивото на жолчните соли. Знаете, во некои од ретките болести, јас ќе зборам можеби малку повеќе бидејќи сум аспект како здравствен работник, сакам да кажам дека не е само точно лекот за кој што збориме, нели, дека треба да пиеше урсодезоксихолна киселина, капсулите Урсофалк сега се има Урсобил се појавува на пазарот и така натаму, и тоа сме го шверцувале, бидејќи го немаше во Македонија, беше сируп. Знаете, на 5 месечно дете не може да му дадете капсула, така да
Многу добар швед сме направиле кога се ја размислам на за историјата што сме правеле во Македонија. Да, што сте се биле принудени така. Бевме принудени апсолутно на тоа. Така да денеска во моментов пред да дојдам во емисијата бев во Фонд за здравство да поднесам барање за рефундирање на средства за хидрофилни катетери кои што ги користиме заради само катетеризација на мочниот меур, бидејќи реков дека Андреј има направена нефректомија пред 3 години, воедно направени во втор акт и корекција на мочните патишта, да биде појасна. И отворена е митрофанов стома, за да може да се релаксира мочниот меур од заостанатата урина внатре, кој што причинуваше дополнителни... Зато се потребни специфични катетери, сега, за да не доаѓа до инфекции. Катетер се води како ортопедско помагало, не е во групата на лекови. И Фонд за здравство тоа воопшто не го третира, ако може да кажам. Дури беше интересно што не можевме да ја најдеме и шифрата и покрај тоа што некој го предвидел пред многу години дека постои таков тип на катетер. Па сами го ископавме по интернет во нивните датабази како шифра за да можеме ние да поднесеме барање. И веруете дека тоа денеска, јас лично денеска ви го кажам дека морав да бидам слободен за да можам да го завршам сето ова, зашто Фонд за здравство, Министерството за здравство, се уште него следи теркот на Министерство за труд и социјална политика и Министерство за внатрешни работи, кои што помеѓу себе ги интегрираат своите оддели и податоците и документите самите ги собираат. Ние како родители треба за да завршиме една општа работа, банална, ние мораме да земеме слободни денови. И нешто кое што другите можеби не го препознаваат, не знам дали знаете, дека скоро во секоја семејство кај што има дете со ретка болест, мора некој од двајцата родители да биде дома. Некој да биде невработен. Зашто тоа дете за да порасне и за да се одгледа како што е треба, бидејќи му е потребно внимание, бидејќи е малку поразлично од другите, треба некој да биде дома. А финансиски трошоци имате огромни. Финансискиот трошок за да се оствари сето тоа е просто, ви кажав, 4.000 денара се само витамините кои што ги набавуваме од Холандија, ги шверцуваме. Катетрите кои што ги купуваме од прилика една кутија со 30 пакувања, е некаде 4.500 го шверцуваме од Србија, бидејќи најблиско до Србија ги има. Но не се потребни една кутија. Имајте предвид дека според препораките на хирургот беше дадена насока дека 5 пати дневно треба да се прави катетеризација. Во едно пакување има 30, значи нас ни требаат некаде ако 30 по 5, некаде 150 катетри. Фонд за здравство покрива само 1 евро или 60 денари од катетер со определена, со ограничена сума. Немојте да мислите дека јас ако купам, не знам, 600 катетри, дека сите ќе ми бидат покриени. И за тоа треба да докажам. Го носам документот с фискалната сметка од аптеката од Србија, го носам на судски преведувач, на нотар, па оттаму го носам во Фонд за здравство, чекам ред, за да и плюс дополнително секој пат како и секогаш во секоја администрација фали еден документ, нели? Апсолутно. И за да може да добиеш еден број за кој што е архивски, дека всушност е официјално примен документот, нели, за рефундирање. И се надеваш дека наредите 4 до 5 месеци некојаш ќе ги добиеш средствата назад. И сега верувате, ние всушност му помагаме на Фондот за здравство. Јас се извинувам ако одземам многу време. Значи суштината е дека ние му помагаме, ние шверцуваме заради него, бидејќи тој не е заинтересиран за своите граѓани да донесе лекови или оваков тип на помагало. Ако ги набави може да бидат и поевтини тука. Апсолутно тој ќе набави за повеќе, да кажем. И веројатноста е дека не ти требаат само тебе, туку на многу други пациенти. Најверојатно требаат и на други пациенти кои што може немаат ова ретка болест, имаат друга состојба која што е слична, имаат стоми луѓето, да речеме, кои што може се само катетеризираат. Не мора да носат уростома, не мора да носат кеса, например. Значи сето тоа нешто во сето нормално, но тука некако се содруваме со некои работи кои што се просто заглавени некаде, не знам каде. Затоа велите дека борбата со третката болест е тешка, но со здравствениот систем ти е уште потешка. Многу пати тоа го тврдам, значи години наназад. Администрацијата е проблематична секогаш. Една е борбата со болеста, но борбата со администрацијата тоа се како две болести, мислам ние да водиме на грб. Апсолутно. Така. И вие велите дека да се има ретка болест е како да се пешачи по минско поле, бидејќи никогаш не знаете на што ќе не идете. Да, беше убаво појаснето. Исто, уште еден проблем што е апострофиран од родителите на ретки болести е тоа што се е централизирано во Скопје и постојано треба да патуваат
И за терапија, и за прегледи. За терапија, за прегледи, ако тестови ако се направат, мора пак во Скопје да бидат, затоа што во другите градови или фали кој да ги прочита резултатите, или нема анестезиолог, или нема радиолог, или нема не знам си шо. Секогаш нешто фали за да се заврши процедурата во некој друг град. И мислам дека Министерството за здравство треба сериозно да се зафати со овој проблем заедно со Фондот за здравство, да видат што фали во регионалните болници, барам во регионалните центри, да не одиме во секој град, регионалните да ги оправиме, поголемите. Нека биде Штип, нека биде Струмица, нека биде Битола, Охрид, нека биде Струга тука. Значи нека се направат едни поголеми центри соодветно да ги имаат сите услови за да можат да ги извршат сите контролни тестови кои се потребни не само за ретките. Да не биде да бидам најасно тука дека правиме мојот за сите хронични болести и за сите обични работи што ќе се случат во животот, мора некој да оди во Скопје. Значи, не можат да ги дозавршат работите во друг град, мора да патуваат во Скопје. И тоа создава еден огромен товар врз клинички центар, и наместо да е универзитетски клинички центар кој ќе се бави со некои поголеми науки, тој се бави со најобични пациенти на кои им требаат најобични работи, кои треба да може да се завршат во нивните градови без никаков проблем. И тие ситници кои фалат, дали е реагенс, дали е поправка на апарат, дали е некој да се обучи да работи на апаратот, дали некој да чита, тоа треба да се среди. И мислам дека не е некоја и е процес, но во 5 години може да се заврши. Значи, ако некој се зафати со тоа, може да се заврши. Еве ние како здружение што се прошетавме малку по болниците минатата година и ова година пак ќе се прошетаме и по болници и по матични. Подигнуваме свеста за ретките болести, делиме материјали, но истовремено јас си ги слушам и разговарам со нив и ги прашувам што им фали за подобро да ги гледаат пациентите. И тие знаат што им фали. Значи, и викаат дека праќаат дописи до здравство и до фондот, само тие дописи им остануваат неодговорени, им остануваат нереализирани. Некојаш се политички причини, некојаш се финансиски причини, некојаш некој со некој се скарал, па нема заинтересираност, или некој не ги чита воопшто тие дописи. Значи, да се надеваме дека работите ќе мрднат од мртва точка. Па треба, пошто патувањето е исклучително мачно и финансиски, и емоционално, и физички, значи на сите можни начини е исцрпувачка. Иначе нема да ви рефундираат пари за патни трошоци. Да, стои дека ако имаш упути одиш во Скопје ќе ти рефундираат, тоа е автобуска карта за пациентот. Сигурно не може пациентот сам да оди во Скопје, мислам, и да седи 12 сати, мислам, ќе патува 2-3 сати натаму, 2-3 сати натаму, тоа се 6 сати, тоа е и да застане негде да касни, имаш еден работен ден. Да не правиме му тие 4, 5, 6 сати што ќе ги помине на клиника за да... Апсолутно нема логика. Да патни... Нема. Ние бевме испратени во Белград, например, на операција. Исто, автобуска карта, мислам, нели? автобуска карта. Замислете дете со изваден бубрек. Треба да го вратам дома со автобус. Ја не знам тој таму некој што во Фонд за здравство дали воопшто нешто прочитал, разбрал тоа што он го напишал. Нема логика, просто е нелогично. Така, бројни се трошоците, например, ако патувате со само со собствено возило за да стигнете на време на терминот. Тогаш нема просто неверојатна работа. На што кои глупости се соочуваме во текот на овие години. Што неверојатно. И мислам дека можеме многу да им помогнеме на здравствените власти, заради тоа што во овие, па знаете, многу често се дебатира за оние управни одбори кои што се во институциите. Па ние сме за таму. Нема потреба од партиски лица кои што не знаат што им треба на луѓето. Еве, ова е гратис. Нас кога ќе не викнат во некоја комисија, обично не викаат само како наблюдувачи. Без право. Имаш право на глас, ама коментарите најчесто не се земаат во предвид, мислам. Ретко, едноставни се решенијата според мене, многу лесни работи. Знаете дека го дебатиравме да можете исконтактирате за едновично прашање за него замараме докторот со термин, нема службен имейл. Да. Нема службен имейл на институција во кој што јас можам да се обратам на доктора, па нешто што не е итно може да ми го одговори после 5 дена. Или да се испратат резултати па да ги види да ти врати. Кој што така треба да се решат на вистина многу чекори. Ова се просто од почетните до здравство и социјала. Така. Мислам, за здравство и социјала да се поврзат, пошто да не ги влечиме сите документи на сите страни. Така, професоре, за да се добие лек, исто така тука има сега комисија за ретки болести, слично, но јас би се фокусирала на лековите кои што се генетски. Ги има ли доволно и ги дават ли посакуваните резултати?
Тоа е многу добро прашање и ќе одговорам, но само ако ми дозволите неколку минути, зашто мислам дека мора на ова да се посвети малку внимание. Знаете, неодамна читав кога е прашала оваа позната антрополог Маргарет Мид, кога бил почетокот на општеството човечко, според неа, значи сите се зачудиле од одговорот бидејќи не зборувала за првото глинена вазна, не зборувала за јадицата, не зборувала за тркалото, туку рекла за неа почетокот на човечкото општество е скелетот пронеден стар 15.000 години на кој што се гледа заздравена бутна коска. Тоа за да се случи, значи некој во групата морал да се грижи за тој човек. Ганди, големиот Ганди, подоцна кажува дека вредноста на едно општество се гледа во грижата за највулнерабилните, за најмаргинализираните и така натаму луѓе. Така што ова за што зборуваат моите соговорници денес е делумно борбата и предизвиците на ретките болести и болеста ретка болест, но тие зборуваат и за нешто друго, за болеста на нашето општество, на која што оваа борба со здравствениот систем е само еден симптом. Ова се двајца луѓе кои што живеат со овие проблеми долго време и кои што сега и се издигнале над тоа и можат да го видат малку пофилозофски и да речам можеби од комичната половина на трагикомичната реалност во која што живееме, инаку вие сега замислете едно семејство кое што само доаѓа, кое што е на почетокот од тоа патување и кога сето ова им се стоварува на грбот. Значи тоа е вистина една многу трагична ситуација во нашата средина. Како е патот напред, јас не сум сигурен, но мислам дека ова е почетокот кога ќе почнеме малку поотворено да зборуваме. Што се однесува до фондот, тоа е вистина голем проблем, зашто, например, еве јас како генетичар да кажам, дели од ретките болести и цените поврзани со лекувањето на ретките болести, еден организиран напор, да кажеме, кој што постои, во генетиката е генетско советување, нели, луѓето да научат на кој начин се пренесува и кои се репродуктивните можности следниот пат. Ние не кажуваме луѓето што да прават, меѓутоа им кажуваме кои се можностите потенцијално да се менаџира, да кажем, генетскиот ризик за повторување на болеста, што секако доаѓа со некаква цена и по семејството и по општеството. Значи, тоа обично е сврзано со пренатални диагнози и, да кажеме, често пати стои на патот одлуката за прекинување на бремено. Знаете, тоа е голем проблем за многу луѓе кои што живеат во убедувања, вредности, филозофија и така натаму и не можат, тоа кога е тема, не можат едноставно да го пребродат. Денес технологијата овозможува, например, предимплантациона диагностика, каде што ние можеме да избереме ембриони направени со асистирана потпомогната технологија и да избереме ембрион кој што ја нема болест и да осигураме здраво потомство, кое што нема никого ништо да го чини. Фондот, јас сум имал пациенти кои што фондот едноставно ги одбива, бидејќи тие, например, замислиле дека тоа е диагностика, а не е терапија. Знаете, за едно семејство кое што не може да има здраво дете или живо дете, затоа што по некој пат овие болести се ретки, тоа е лекување да обезбедите здраво дете. И во управен суд со едното семејство го тужевме фондот и го добивме спорот и мислам да не ви се верува во ова наша ова болно општество, тие најдоа начин како и во следниот пат да ја заобиколат работата. Знаете, тоа е многу голем проблем и е нешто што треба сите да се залагаме како бидејќи ние сме тоа општество, тоа се нашите пари, мислам сите ние. Јас не викам, има многу интереси во секакви групи, пациенти, државата и се тоа, меѓутоа мора да има некаков баланс и некаков ред, некој етички праведен механизам со кој што ќе се распоредуваат средствата. Во однос на лекувањето имаме можеби за помалку од 5% од болестите, терапии кои што се симптоматски, кои што ја одржуваат, поправаат состојбата, во уште помал процент нешто што е куративно, да кажеме, што лекува. За тие болести за кои што сме ние сигурни дека можеме да направиме голема разлика, постои новороденечки скрининг, да кажеме, тоа се болести кои што се тестираат кај секое новородено дете, се разбира не може сите, меѓутоа ова што е релативно
почесто ова што имаме можности за лекување на некој начин каде што сме убедени дека прави многу голема разлика во однос на исходот, значи постои тој новороденечки скрининг, кај нас се скринираат определен број болести на клиниката за детски болести. Да, потреба за лекови нови има, ние постојано работиме, ние која ќе кажам како научна заедница се разбира, и имаме и етичка и морална обврска да помагаме на пациентите со ретки болести, зашто знаете тоа се најсмелите обиди на еволуцијата и всушност тоа се најголемите отстапувања од вообичаената или еве да кажам нормална физиологија на телото, така што често пати ретката болест укажува на можен пат кој што ние можеме да го целиме со определен лек, па да лекуваме не само ретка, туку и некоја честа болест каде што истиот пат е засегнат, да кажеме. А исто така со лекови за честа болест може да се постигне добри резултати кај ретките болести. И видите, ова е уште еден од проблемите. Значи ние да кажеме и во нашава држава се разбира во светот, по некој пат имаме лекови кои што веќе постојат, кои што се за почести болести, на пример ревматски болести, и тие ревматски болести случајно засегнуваат некој метаболен пат кој што кај реткава болест сосема не работи. И всушност знаеме дека ако го употребиме тој лек кај таа болест, тој би работел. Меѓутоа, бидејќи пациентите со таа ретката болест се 10 на 15, 20 на планетата, се разбира нема клиничка студија и тој лек нема никој пат да добие индикација, одобрување формално за употреба во таа болест. Што не значи дека не се користи, значи секој клиничар треба да има право во разговор со пациентите кои ќе ги предочи сите нели ризици и така натаму да одлучат заеднички дека може да се проба. Во нашата земја на пример нема начин како може некој лек на пример да се користи надвор од индикационото подрачје во вакви околности, дури и кога има определена литература која што не е клиничка студија, меѓутоа отворена препорака дека некој лек би можел да лекува. Знаете, Комисијата за ретки болести работи во еден многу ригиден формат и многу ригиден правилник кој што оневозможува, да речем, да се користат и некои од овие лекови, да, на ваков начин, да кажем. Имавме уште многу работи за кои што можевме да продискутираме, но времето е ограничено. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланти. Се надевам дека што поскоро ќе наидете на ќе ви се олесни патот и животот со ретката болест. Се надевам. Јас се надевам дека на сите ќе ни се олесни, затоа што секој од нас завршува во Скопје кога тоаш, така да се надеваме за подобар здравствен систем за сите граѓани на нашата земја и да се бориме за истиот да постои. Така. Ви благодарам уште еднаш. Ќе им се заблагодарам и на гледачите што беа дел од денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.